Едно од најголемите изненадувања на овие избори е партијата Движењето Беса. Денеска вечера во студиото на Нова мој гостин е председателот на ова движење, господинот Билјан Касами. Добро дојдовте. Како што реков, големо изненадување, 5 пратеника освоивте. Дали и вие се изненадивте како и поголемиот дел од јавност или вие тоа го очекувавте? Ве благодарам за поканата. Чест ми е првата ТВ, како да кажем, интервју или појавување за вашата телевизија. За многумина Движењето Беса беше изненадување на овие избори, освен за нас, за нашите структури. Веќе 2 години сме на политичката сцена и докажавме со сите наши активности од почетокот до крајот, до последниот ден на изборите, дека доколку имаше слободни и фер избори, Движењето Беса ќе беше реален победник во албанскиот дел. Но, имајќи предвид ситуацијата во која се наоѓа државата, ние и сега цениме дека сме морални победници, затоа што влеговме во еден систем нерамноправни, немавме пристап до изборниот процес како што имаат другите партии кои ги добија овие избори. Ние знаеме дека во овие избори на македонскиот дел има други коалиции кои силно влегува во кампањата и кои не добија ги добија посакуваните резултати. Но Движењето Беса е една политичка партија која со сите активности до последниот ден докажа дека албанците не прифаќаат и понатаму да бидат под владение на ДУИ, затоа што докажа овие со сите нивни активности дека се продолжена рака на ВМРО, на едно ВМРО која не мисли на Македонија, туку мисли само на некои криминални групи, на некои луѓе кои ја натера Македонија до пред како да кажем катастрофална ситуација, кога Македонија веќе на економски план е пред сериозна економска криза, на општествен план ние се оддалечивме од тие вредности за кои целиме дека треба да одиме, тоа се европските и евроатлантските интеграции. Затоа ценам дека Движењето Беса, иако за многумина беше изненадување, ние реално можевме да постигнеме многу по-добар резултат и тоа ќе беше вредно за Македонија. Тачи, ако добро го разбравме, неговите 2 пратеника ви честиташе и неговите 2 пратеника ви ги предаде, ако можем така да кажам, во владение. Дали Беса сте сега 5 плюс 2 од ДП и ќе функционирате како некаква хомогена пратеничка група? Дозволете ми да му честитам на господинот Тачи за тоа што не поддржа. За нас е тоа многу важно. Иако тоа е само искажана добра волја, до сега не сме контактирале, не сме комуницирале за поконкретно што би значило тоа и како би функционирало тоа. Сепак, неговата порака беше важна дека на овие избори као победник излезе Движењето Беса и тој е подготвен да не поддржува во тоа што ние го понудивме на албанците на Македонија као наша платформа. За нас и не е толку важно дали ќе имаме 5 или 7 пратеници. За нас е важно што за прв пат во Македонија на политичка сцена е една, како да кажем, млада елита на политичари кои сакат да и дадат на оваа држава нешто што другите политичари не беа спремни или па можеби и нема што да дадат. Ние сме спремни да и понудиме на Македонија да бидеме во целост, да се изложиме за ги достигнеме евроатлантските вредности. Ќе зборуваме тоа за подоцна да завршиме со оценката за овој изборен процес. Изненадување е поддршката која добивте вие, но изненадување и бројката на албанци кои го поддржаа СДСМ. Како е вашиот коментар за таа поддршка на албанците на Социјалдемократската партија или за прв пат гласање вон, нели, националните некои? Тоа е резултат на досегашната политика на ДУИ
особено во албанскиот дел, кога ДУИ не успеа да реализира ниту едно колективно право на албанците, кога ДУИ стана една партија која пред се подпира на клиентелизмот. И во тој правец ДУИ, како да кажам, загреа дел од албанците кои се дел од било кој народ, дали кај македонците, кај албанците, особено во ситуација на криза, на крајно економска криза во која се наоѓа Македонија пред стап на крајна беда, ги натера тие луѓе да мислат многу едноставно. Значи, ако се работи за едно работно место, ако се работи за една услуга, ако се работи за нешто, за личен интерес на било кој, тогаш зашто тоа да оди преку ДУИ или преку некоја албанска политичка партија, кога може директно да оди преку СДСМ или преку ВМРО? Затоа ние цениме дека излегувањето на бесана политичка сцена е вредност која во иднина ќе и помогне на Македонија да ги реши овие работи, затоа што ценам дека ситуацијата во Македонија, досегашното владење не натера на поделба на општеството, на етничко и на културно, на етничко и културни линии. Затоа ценам дека на Македонија и треба еден период на приближување, на хомогенизирање на општеството, за да се дојде до таа ситуација кога би било понормално. Јас сум рекол тоа и во некои други ситуации, кога би било понормално некој македонец да биде дел од некоја политичка партија и да добие гласови, или кога некој албанец би било дел од некоја македонска политичка партија. Знаете дека во 2002 година ДУИ се обиде да оди во источниот дел на Македонија и тоа беше само реклама и ништо друго. За да го оправдиме тоа за интеграција. Добро, вие во што се случува сега според вас? Зошто е оваа неизвестност околу тоа кој колку мандати има во собранието? Што се случува според вас во Државната изборна комисија? Не нема чудно се. Тоа е, како да кажам, логички завршеток на тоа што се почна и како се тераше целиот изборен процес. За жал ние нашите информации од теренот, нашите наблюдувачи беа дека на почеток имаме 9 пратеници, после се намалија на 8, 7 и на крај спадна на 5. Има последните сега пред малку и некои пораки почна да се шират по социјалните мрежи, каде веќе се признава дека има несогласување меѓу реалните записници од изборните места и не се совпаѓаат погрешни податоци. И тие најмногу не оштетија нас, затоа што ние од нашите луѓе на терен добивме сосема други резултати, кога излегува официјалните, за сега неофицијалните резултати од Државната изборна комисија, имавме ова што сега е познато на јавноста. Да, затоа ние се надеваме дека ДУИ наспроти вас 9 или 10? Па доби уште еден, значи тоа е ДУИ доби 10 и ВМРО доби плюс наш во двојката, место нашиот да оди, сега со ваквите манипулации оди кандидатот на ВМРО. Вие го оспорувате тоа? Да. И имаме процес на обжалување и се надеваме дека Државната изборна комисија најмалото што може да направи да ги спореди реалните податоци, ако има потреба да ги отвори гласачките кутии да види кој е реално. Која е вашата забелешка конкретно? Па забелешката е во правец на тоа дека не се рефлектира реалните гласови кои се во избирачките кутии и тоа не рефлектира во извештаите, и што е уште по, како да кажам, индикативно дека тие извештаи кои и ние ги имаме и ќе ги приложиме, не рефлектираат со електронските извештаи кои се испратени до Државната изборна комисија. Го имаме како документ, да. Која е разликата? Па разликата е доволно за тоа што во Куманово нашиот последен, како да кажам, пратеник, вториот во листата не оди за 150 гласови, а имаме податоци од тие записници дека разликата е многу поголема. Во наш интерес, да. Како очекувате дека ќе се реши овој галиматија, ако може така да го наречем? Што е според кои се вашите прогнози сега?
Што се видете, случува? Кој прави влада? Кој ќе одлучува за иднината на Македонија? Бидејќи ние не сме во една нормална ситуација, Македонија во длабока политичка криза, во едно доцнење во процесот на европските интеграции, во едно назадување во однос на реформите. Многу е важно кој го презема лидерството во оваа ситуација. Математиките говорат дека до ИВМР ДПМН не може да останат и да го продолжат ова. Нивното владење. Јас и порано сум рекол, тие што ја натера државата до ова ниво, тешко дека може да бидат и спасители. Друго е уште поважно тоа што Македонија не дојде во оваа ситуација со една одлука или преку ноќ. Тоа беше процес и долгорочен процес на деградирање на сите институции и деградирање на сите нива општествени, економски, социјално и така натаму да дојдеме до ова ниво кога веќе сме пред безизлезна ситуација. Затоа ценам дека и процесот на враќање на нормала нема да биде лесен, но без разлика што некој би мислел поинаку, ја ценам дека ваквата политичка ситуација или ваквите конјунктури во кој сега е ситуацијата кога никој нема апсолутно мнозинство како што беше досега, сепак ќе ги натера политичките елити да рефлектират и да седнат заедно да мислат за иднината на ова држава и на граѓаните во Македонија. Затоа ценам дека сепак без разлика што ситуацијата е тешка, комплицирана, ако политичките елити пред да мислат за себе спасување, ќе мислат за државата и за граѓаните, сепак е можно решение кое нема да биде едноставно и нема да биде... Вие во вашата програма, односно и во вашата кампања, најавивте формирање дека е потребно во Македонија се формира техничка влада по изборите која ќе добие поддршката од собранието и која ќе овозможи враќање на владењето на правото и организирање на нов фер и демократски процес. Да. Значи, тоа е кој би бил според вас, сега бидејќи тоа беше во кампањата, сега имаме реална една слика во собранието која сакали или не води кон едно такво решавање, па би можели по-конкретно да разговараме. Што значи техничка влада? Значи, Македонија е во ситуација на акумулирање на некои прашања, продолжување на нерешавање на некои прашања кои една по друга се акумулира и други проблеми. И сега сме во ситуација кога извештајот на Прибе нели е многу подолг и многу по обемен. Затоа ние цениме дека во ваква ситуација тешко дека може некој политички сам да ги сноси сите овие последици. Затоа би требало сите политички елити сега тие што добија мандат на сегашниот на сегашното собраниски состав кој би се формирал, би требало да седнат и да ја споделат таа, како да кажам, одговорност за иднината на државата и као прва, што е најважна, за да се врати довербата на граѓаните во правото и во државата и во владењето на правото е продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство и да се најдат модалитети на функционирање на специјален суд. Дали ќе биде во рамките на сегашните постојните закони или ќе, ако има потреба да се смени и уставот и тоа би го правила влада, во владата би седеле луѓе кои не се партиски членови. Мислам дека тоа и не е толку значајно колку е значајно во таа влада да не седат луѓе за кои се отворени процедури пред специјално. Можете ли да замислите варијанта дуи ДПМН 61 пратени вкупно едва и нормално мало мнозинство, но сепак мнозинство, математиката има возможува да имаат власт. Претходно не го поддржува продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство, ниту па овие обиди за формирање на судско оделение. Може ли да една хипотетичка ситуација таква замислиме да они ја продолжат истата политика понатаму? Тоа е можно. Теоретски е можно, но реално не верувам дека ќе биде можно, затоа што
Дуи беше во ситуација кога имаше 20 пратеници и ради тоа што беше многу јавно, како да кажам, тоа гледано од албанците како партија која и служи на ВМРО, сега ќе се обидат помалку да искористат ситуацијата, да се не само да се дистанцираат, и кога би коалицирале со ВМРО, ќе се обидат да изнудат демек нешто, дека ќе прават некои одлуки. Дали добивте вие толку затоа што бевте толку добри, или Дуи изгубија многу затоа што се работуваа толку многу со ВМРО ДПМН во овие околности кои реално оддалечија Македонија од европските интеграции, кои се за албанците знаеме битна? Ја би сакал да размислам дека ние добивме ради тоа што имавме добра понуда за албанците и добри кадри, добри луѓе кои беа во нашите листи, а казната на Дуи беше СДСМ. Тие гласови кои се казната отидоа на контото на СДСМ. Околу овие калкулации постизборни, која спека е математика, математички и СДС би можел да формира влада заедно со вас, со Зедин Селја и со Дуи. Можда ли е таква варијанта? Со Дуи не. Затоа што цениме дека се многу, како да кажам, криви за тоа што и направија на албанците во овие 15 години колку што сте во власт, и плюс тоа што луѓето кои се во кои се начело на Дуи за сега не се луѓе со кои би можело да седнеме да разговараме за иднината на албанците и за Македонија. Техничката влада, доколку она што ја зборувате вие во вашата кампања, техничката влада пак би требало со Дуи да ја договорите? Техничка влада е друго, таа е влада со одреден мандат и со одредени прашања кои треба да ги реши. Според вас таа влада треба да има широка поддршка, консензуална во собранието? Да, да. Дали тоа ќе бидат само 4 најголеми политички партии кои ќе бидат застапени во собранието, или сите политички партии кои се во собранието, тоа е прашање кое би требало. Битно да има големо мнозинство. Битно да има толку големо мнозинство за да се носат многу важни одлуки кои ќе, како да кажам, ќе вратат Македонија во евроинтеграцијските. Во таа смисла таква влада би можела да има поддршка од, ќе се повторам, СДСМ, Дуи, ВМРО и БЕСА. И да. Не ВМРО. И со ВМРО и со сите политички партии, затоа што ВМРО се криви за таа што, значи, лесно е да ја донесе. И очекувате дека ВМРО се ќе поддржат влада која ќе работи на формирање на специјално одделение во судот и продолжување на мандатот? Ја мислам дека не само ВМРО, било кој, ако сака да стварно да биде дел од политичката сцена во Македонија, еднаш за сегојаш треба да рефлектира и да се стави во ситуација да работат во интерес на Македонија. Доста беше со вакви, како да кажам, националистички или национално-романтични политики, кога ние све видовме граѓаните што се прави на државата, а од друга страна водеат такви политики. Затоа мислам дека ВМРО, ако сака да продолжи, не само ВМРО, сите политички партии да продолжи понатаму као сериозна политичка партија, треба да има јасен став за понатамошниот пат или продолжување на патот на евроинтеграцијата. Ја слушате ли изјавата на Груевски вчера? Да. И како е вашиот коментар за таа изјава? Особено овој дел кај што се осврнува на албанскиот политички фактор. Да, тој успеа да добие гласови од делот македонците со таа негова политика, но тоа што не успеа да добие тоа што бараше и не успеа да добие апсолутно мнозинство, докажува дека и македонците веќе им е доста со такви политики. Затоа ценам дека тој треба да
reflektira i da razmislува по, како да кажем, политички, затоа што во Македонија сите сме реалност. И македонците, и албанците, и другите етнички заедници, никој не може да бара гласови поддршка против никого. Сите треба да бараме поддршка од нашите гласачи за заедничкиот интерес, за да ова држава биде држава која ќе креира благосостојба за сите без разлика на вера и нација. За крај, како е вашата оценка за онаа кампања околу федерализацијата? Имаше обиди и инсинуации да и Беса ја стават во таа кампања, таа игра. Јас и друг пат сум рекол дека во некој случај редефинирање не значи федерализација. Знаете дека федерализација е територијално уредување на една држава, но во некој случај тоа не ги решава работите. Единствено во тој дел територијално организирање нашата понуда е да има реална децентрализација, која не е случај за жал во Македонија. Ние имаме општини со 2-3 граѓани, односно нели каде тие општини немат никакви минимални можности за локален економски развој. Ние имаме општини гетоа како што е Чаир во Скопје со 3000 квадрати, колку е нели една од како да кажем, со најмногу народ во една мала средина. Затоа ние цениме дека на Македонија и требат решенија кои ќе ги стават сите граѓани во еднаква ситуација, во еднаква позиција пред законите и државните институции. Било каква комбинација за нас е прифатлива, а во никој случај не цениме дека федерализација е решавање на проблемите на Македонија, најмалку на албанците. Господине Билјан Касапи, благодарам што за прв пат како претседател на парламентарна веќе партија се појавивте на Нова ТВ. Благодарам што бевте гостини и посакувам успех. Ви благодарам исто и се надевам на успех на Беса и на Македонија еднаш за секогаш да се врати на правиот пат. Благодарам. Гледавте интервјуто со Билјан Касапи, председател на Касами, се извинувам, председател на движењето Беса.